Здраво Струмица, здраво Струга, здраво Делчево, здраво Скопје. Уа влада! Уа влада! Уа влада! Почитувани протестанти. Не е ова протестантска црква и ние нема да дозволиме само со молбите до Бога од било која вероисповед и оние кои веруваат во рационалното да се промени ова. Како што кажа Огнер, јас сум Митко Гогов, граѓански активист од Струмица, претседател на Сдруженијето за развој на култура и заштита на културно наследство Контекст од Струмица, уредник на порталот Струмица онлайн и представник на меѓународното движење 100,000 Poets for Change, односно 100,000 поети за Струмица, и во име на тоа, со помош на поезијата, веќе 5-та година во Македонија се обидувам со нашите креативни зборови да и упатам порака на оваа влада дека им е доста. Денеска сакам да проговорам и како еден од организаторите на протестите организирани во Струмица и како член на координативното тело на платформата која направивме во Струмица, Граѓанска демократија, која се создаде со единствена причина, а тоа е дојдовме затоа што е време да ставиме крај на овој режим. Во тоа име, драги протестирачи, демонстранти на вистината, за почеток сакам да се заблагодарам што ми ја дадовте можноста да одекне, како што вели Огнер, мојата камбанарија пред вас. Ја поздравувам оваа граѓанска платформа, оваа иницијатива на слободни граѓани, независни луѓе, прогресивци, интелектуалци, модерни револуционери, луѓе без страв од диктаторот и слободоумни чинители на новата правдина, мир, демократија, ослободени од оваа глупавата тортура што ни се случува во сите форми, а која беше посејана пред нашите нози, но и беше фрлена како превез без нашите умови сиве овие изминати години. Живееме во бурни времиња, пријатели, но наместо да живееме во иновативни, научни, технолошко развиени времиња, ние колку повеќе се развива демократијата и технологијата во светот, толку повеќе како народ и како нација и како држава се претвараме во варвари. Наместо да се надпреваруваме со идеи, наместо да се бориме со предизвиците на новото време, на иднината која нуди безброј можности, ние како идиоти со сатари во рака, како непријатели од лоша драма, повторно настапуваме како кретени и ја повторуваме историјата. Луѓе, историјата не смееме да ја повториме, барем не онаа историја во која се излеа премногу крв од невини жртви. Дојде време кога треба да се учиме од најлошото, но не и да го повториме. Затоа не смееме да дозволиме овој смрад да ни ја загадува сегашноста и нашата и иднината на нашите идни генерации.